Како да се искористат парите од европските фондови, како правилно да се аплицира. Ова и грст други идеи од различни интересни сфери ќе ја приближат Словенечката Посавска регија и Источниот плански регион. Токму тоа беше денеска главен акцент во разговорите помеѓу штипскиот градоначалник Благој Бочварски со градоначалникот на Словенечката општина Жалец Јанко Кос, во присуство на председателот на Советот на градоначалници и кочански градоначалник Николчо Илиев. Соработката ќе ја продолжиме понатаму во делот на секој од сегментите. Регионот во Словенија со кој што сега дискутираме и разговараме има повеќе знаменитости, значаи по кои што се препознава, исто како и нашиот регион. Така што секоја од општините ќе си најде свој партнер од регионот од Словенија и тоа е нешто кое што во иднина ќе го разговараме, дали во полето на спортот, на културата, доколку Штип смета дека треба да дискутира на темата на економијата, ќе го најде својот партнер од регионот од Словенија. Потребно е од Европа да го земете она најдоброто и да го имплементирате согласно условите што ги нуди овој регион, а нуди многу, констатира градоначалникот на Словенички Жалец Јанко Кос. Ние немаме волшебна формула за успех, но знам дека при нашето првично аплицирање за добивање на пари од европските фондови направивме грст грешки и затоа вам тоа да не ви се случи, ние ќе ви помогнеме како да не ги направите истите грешки. Фактички ви нудиме бесплатна помош со совет. Земете што повеќе од она што го нудат европските фондови. Со ова нашето партнерство ќе се зацврсти со можен заеднички настап со заеднички проекти за да добиеме европски пари. Децентрализирана, полицентричка. Оценувајќи ја неколкудневната посета на словенечката делегација на Источна Македонија како успешна, кочанскиот градоначалник најави работна посета на оваа регија. Во тимот ќе бидат вклучени 40 на бизнисмени од македонскиот исток. Очекувам дека по пренесувањето на импресиите од страна на нашите гости, на нивните пријатели од стопанската регија од тој регион, дека ќе уследи посета на стопанствениците околу 40 на која ќе се изврши, односно ќе биде направена во текот на следната година. Сметам дека ова посета од страна на нашите гости беше многу корисна, многу интересна од повеќе сфери. Неколкудневната работна посета на делегацијата од Словенија всушност е возвратна. Пред половина година слична делегација од овој дел на земјава престојуваше во Посавската регија и општината Жалец.